Благодарам за присуството. Денеска темата се најавите за вонени избори, не знам по кој пат, после не знам по кој пат најавите дека нема да има редовни избори. Тоа е едноставно нашиот, за жал, премиер денеска, кој што апсолутно дава нестабилни изјави. Значи, ако некој политичар досега во историјата на независна Македонија знаел да се демантира себе си, тоа е токму Христијан Мицкоски. Откако со месеци тврдеше дека нема да има превремени избори, вчера го слушнавме дека не само што ќе има вонени избори, туку ќе бидат многу скоро. Ова е уште еден доказ дека зборот на Мицкоски не важи ништо, ама баш ништо. Доказ дека се едноставно кај него е лага. Сакам да порачам уште на самиот почеток од име на СДСМ дека ние нема да бидеме алиби за распишување на предвремени парламентарни избори, тоа мора отворено да го кажеме на сите граѓани. Сега да ми објасниме на граѓаните накратко кои се вистинските причини зошто Мицкоски ита кон вонени избори. Сака да распише избори за да ја скрие состојбата реална, тоа е дека имаме испразнет буџет, дека имаме испразнета државна каса, која што се разбира испразнија преку грабежи на тендерите. Но и неисполнетите ветувања, и у кои што се разбира оние што најмногу ги погаѓаат граѓаните, се тоа што расте сиромаштијата и што всушност во нашата држава имаме катастрофална економска состојба. Сакам да бидам уште појасен. Вистината е многу јасна. Кога нема пари и кога нема резултати, има вонени избори. Тоа е суштината. После 2 години власт на Мицкоски, Македонија се соочува со крајно сериозни економски проблеми. Граѓаните живеат се полошо, стандардот животен е се полошо. Во секоја област буквално е полошо. Животот станува се поскап, сиромаштијата е зголемена за цели 22%. Странските инвестиции се намалени за неверојатни 60%, економијата тоне. Земјоделците се оставени сами на себе, откупот е намален за 46%, субвенциите се намалени за 40 милиони евра. Младите масово не напуштаат државата затоа што едноставно не гледат перспектива во Македонија. Поддршката за владата опаѓа, граѓаните секојдневно ги чувствуваат последици од нејзините неуспеси, а разочарувањето расте и расте. Едноставно, колку повеќе растат цените, толку повеќе паѓа рейтингот на Груевски, односно на Мицкоски, односно на нив двајца, затоа што заедно работат. Следната причина која што сакаме да ја потенцираме е копи-пейст сценариото кое што го гледаме визави Србија, бидејќи кај нашиот северен сосед, под водство на Вучич, се најавува истото сценарио. Предупредувавме неколку пати дека тоа ќе се случува и дека како домино ефект ќе паѓаат Орбан, потоа Вучич, на крај се разбира Мицкоски. Дозволете да бидам доволно јасен и околу анкетите кои што во последно време се лиферуваат од страна на ВМРО, страна на Мицкоски. Истото го правеше и Орбан. Се сеќавате непосредно пред изборите, се најавуваше убедлива победа, сигурна победа, па знаеме како заврши Орбан. Тоа се случува исто и кај нас, исто и кај нашиот северен сосед. Кога нема резултати, постојат лажни бројки, постојат лажни анкети. Ист принцип, исто школа. Избори ќе има, но зошто? Затоа што Мицкоски веќе го смислил сценариото, бијќи нема да може да се спаси себе си и својата банда која што опустоши државата. Тоа сакаме да му го порачаме јасно. Граѓаните одамна гледаат двајца Мицкоски, тоа неколку пати сме го зборували. Едниот е оној што ветуваше дека ќе го врати името, дека ќе го поништи Преспанскиот договор, а потоа кога дојде на власт, токму тој Преспански договор го нарече ремек дело на дипломатијата. Едниот Мицкоски е оној во опозицијата кој што беше против НАТО, сега го имаме другиот Мицкоски кој што за жал е премиер и кој што нас секаде се фали дека сме полноправни членки на НАТО. Едниот водеше отворена антиевропска кампања во опозиција, овој вториот сега на европските лидери им ветува реформи, им ветува резултати.
Она што на крај сакам да го потенцирам е дека тоа сценарио нема да може да се сокрие и дека вистината е прилично јасна. Имено, кога постоеше простор за ново задолжување во превод, за ново крадење на државните пари преку тендери, тогаш Мицкоски најавуваше дека нема да има вонен избори. Му беа потребни 4 години. Сега, кога се испразни касата, сега најава вонен избори. Кога губи поддршката, кога изгубија повеќе од 160.000 гласови, тогаш се најавуваат, како што кажав, вонен избори. Ке завршам и со тоа. Уште еднаш како јасна порека. СДСМ нема да биде алиби за овие вонен избори, а причините се сосема јасни. Вонен избори се организираат затоа што имаме нула буџет и затоа што имаме нула резултати на оваа власт. Благодарам.